Здраво. Ќе го прочитам текстот затоа што се уште не го знам на памет, а сакам да звучам што по-професионално на моите видеа. Колку што е можно, нели сега не можам да ги едитувам или кој знае колку, ама колку што можам толку ќе се потрудам да бидат што по-приступачни и по-професионални. Значи здраво, ова е каналот на Снежа мрежа. Јас сум Снежана и правам видеа со цел да комуницирам со сите вас. Верувам дека овој начин на комуникација може да допринесе до подобар живот за мене, за тебе и за сите. Сакам да споделувам делови од мојот живот и од моето искуство и сакам да слушам туѓо мислење и туѓи искуства преку коментарите на видеата. Се занимавам со рачно изработување на кутии по ваши мерки веќе 5 години, како што може да се види по видеата подолу. А во иднина се надевам дека ќе живеам од споделување видеа на YouTube, мало сутра. Значи, за ова видео сакав да споделам едно искуство кое што се случи пред 24 години на утрешниот датум. Бидејќи утре е 4.2.2022 година, сакав да направам видео кое што каде што ќе го кажам тоа мое искуство од порано. Се работи за еден неубав настан и се мислев како да го почнам, како да го направам видеото, бидејќи гледам онака нормално многу работи, еве да речеме конкретно моментално утре се најавува штрајкот на синдикатот. Ќе штрекуваат за тоа да се зголеми минималната плата. Значи, да речеме, тоа е еден од проблемите кои што се случуваат моментално во нашава држава и во наши услови за живење. Меѓутоа, не е нормално, не е само поради тоа. Еве, например, втор случај, да речеме, кој исто така ме потикна да го снимам токму ова видео со оваа содржина е, например, случајов што се исповрти по социјалните мрежи за девојчето со Даунов синдром од Гостивар од Гостивар, на кој што не му дозволиле да седи во клупа со другите деца бидејќи го сметале за исклучително агресивно. Дете со Даунов синдром, значи сепак е дете со посебни потреби, значи мора да има некаков поинаков подобар пристап, очигледно дека никој не знае тоа да му го прошири, работата дошла до таму што родителиве побарале да не биде во исто деление со нивните деца. Па така детенцето за оваа година, значи 1 февруари го почнува во клупа, во училница само како изолирано животинче. И тоа се така некои многу болни теми, многу тешки случувања. И си викам во себе, сакам да снимам видеа, затоа што секогаш сум сакала да пишувам дневници, да водам евиденција на случки, настани, едно, друго, трето. И сега некако кога YouTube нуди преубава можност човек да се изрази и тоа да остане дури за сеќавање за него и за неговите деца понатаму, затоа сакав да направам едно видео, а бидејќи е овој ден кој што е, од мојот живот и овие сите случувања, реков чекај малце, дај да ги спојам некако и да направам некој видео. Бидејќи не можам да направам некој видео со розева содржина, со некои ведри теми, не знам, се е супер и тоа се. Јас го имам ова искуство од мојот живот, што за жал е мрачно, ама сепак, ќе го споделам. Значи, ситуацијава се случува во 1998 година, кога јас немам ни 18 години, значи тогаш имам 17 години. И не знам дали знаете или не знаете, кој е запознаен, за жал, некои луѓе што се запознаени ситуацијата, за жал кога имаш, сакам да кажам, за жал тоа мене ми се случило. Значи се работи за прекинување на несакана бременост. Не сакам да го употребам зборот кој што е популарен, кој што сите го знаеме, затоа што не можам дури да ни го кажам од толку колку што ме боли. Значи, прекинувам со хируршка интервенција, прекинувам бременост. Значи, на утрешниот ден.
на 2.2.1998 година за прв пат дознав дека сум бремена. Тогаш имав 17 години, бев во врска долгогодишна со дечко кој што немаше намера да добие дете во својот живот. Јас можеби ќе се одлучев на таков луд чекор, ама он не. Значи он имаше кариера пред него, он имаше живот пред него, полн со амбиции, полн со предизвици кои што сакаше нели да ги опфати и бебе за него представуваше апсолутна пречка и кочница за да ги исполни тие негови надежи. Па така што, значи, моето прво дознавање дека сум ја бремена беше на 2.2. Бидејќи неговиот израз и неговиот исказ беше во никој случај не дојде во предвид, значи, за жал, и бидејќи имаше и други фактори кои што придонесоа за тоа, за жал, ќе речем, значи, решаваме да го направиме најлошиот чекор, на најлошиот избор. Изборот беше да ја прекинам бременоста во државна болница и тоа и се случи. Закажавме и веќе за 2 дена од како дознав дека сум бремена, фактички 2 дена од тој случај се закажа интервенција. Интервенцијата беше доста грозна. Ја памтам како лошо искуство. Значи првите спроведуваат, нели, тоа има протокол како се случува, првите спроведуваат, се собликуваш целиот, облакаш една одвратна спаваќа, што не личи на ништо, одиш бос и гол. Одиш бос и гол, само со таа спаваќа на себе, тоа што го носиш како чизма, кондура, што и да е, легнуваш на еден кревет, нормално за интервенција. Има еден рефлектор, исто како овој што е сега моментално бутнат у фацава моја, нели? Има еден рефлектор силен, кој што ќе те ослепи. На тој кревет легнуваш, ја подаваш својата лева рака на лево, ти ставаат анестезија целосна, за да не се сеќаваш на настанот. И после таа операција се будиш во една ладна просторија. Нормално тоа се кревети каде што лежат и други луѓе, сега не можам да се сетам кој зашто лежаш, јас знам зашто лежав, јас не знам другите што беа таму причина. Лежиш, се будиш во таа просторија, по тебе има една огромна локна крв, бидејќи фактички ти вештачки нели добиваш менструален циклус на тој начин, и се будиш со болка во стомакот. Односно, јас се разбудев со болка во стомакот, одвратна болка во стомакот. После тој настан, после тој ден, бидејќи нели како што спомнав на почетокот на видеото, јас водев дневници. Постојано, значи, ова ми се случи, она ми се случи, јас тогаш имав, нели, водам од секогаш дневник, 5-16 години, 17, 18, 19, значи јас пишував. И сакав да кажам дека, да не го заборам тој момент, пошто после да сум си ги читала своите дневници. Фактот беше дека јас како личност воопшто, значи, се сменив. Значи, мојот живот, мојата личност се делеше периодот пред да го направам тој чин и периодот после тоа. Значи, пред прекинувањето на бременоста и после прекинувањето на бременоста. Постоеше една снежа предходно и постоеше една снежа после тоа. Значи, предходно бев навистина каква таква жива, здрава, права девојче од 16-17 години, нели, меѓутоа после тој период знам дека останав буквално само моето тело да го влечкам низ животот. Бев приморана всушност да го влечкам своето тело низ животот, бидејќи мојата душа умре. Звучат страшно овие зборови, меѓутоа затоа и го правам видео да можам да апелирам за луѓето да знаат дека тоа е еден страшен чин. Меѓутоа после тој чин мојата душа умре. Јас веќе не бев истата Снежана како предходно. Како предходно бев нормално, значи никогаш не сум била претерано среќна и радосна личност, сум имала причина заради тоа, но не е важно сега, тоа можам да го раскажам во друга прилика. Но знам дека после тој абортус мојата душа умре и јас веќе бев како едно зомби. Буквално како едно зомби. На 17 години
со тие ножички со кои што го пресекоа тој мој несакан плод, буквално се пресечи ја пресекоа и мојата душа. Буквално како да исекоа и душата и таа излезе заедно со тоа суштество, кое што никогаш не го видов, никогаш не го допрев, ниту тоа мене, ниту јас него. Интересно беше тоа што дента кога одевме, односно тоа утро беше, наутро, кога одевме во болницата, нели, да го направиме тоа, иако тој тогашен мој дечко беше добар шофер, никогаш не му се случило такво нешто, интересно беше тоа што возејќи кон државна болница, бидејќи врнеше снег, замрзнато, ладно, едно друго, тој удри во автобус. Само што не удри толку многу силно, па можевме да продолжиме и некако работата се затешка. Ние брзавме, немавме намера да размислиме, да застануваме записи да правиме, бидејќи нас намерата нормално фокусот ни беше на сосема друго место. И затоа, и сакам да кажам, знаеш, како тоа е буквално кога животот се ежам кога зборам ова, кога животот ти праќа сигнали, кога животот ти вика немој, тоа што ќе го направиш е многу погрешно и многу лошо. Како што го кажувам ова, свесна сум дека во денешен ден постојат многу жени кои што ќе ме плюкнат во фаца, што го кажувам сега моментално ова, затоа што се водат од идејата дека телото е нивно, дека изборот за да се прекине или да не се прекине бременоста е нивна и дека ова се само будалаштини и нека си, нели, тоа било нека моја сугестија, премногу сум била млада за да видам некои работи и слично, меѓутоа не е така. Факт е дека ти прекинуваш живот, нечи живот прекинуваш на некое друго суштество со помош на тој доктор. Дали е тоа во твоето тело или надвор од твоето тело, веќе сепак е тоа некој друг член. Значи, бебето не е твое тело, нели? Тоа потекнува од твоето тело, меѓутоа тоа не е твоето тело, тоа е нечие друго тело во твоето тело. Меѓутоа, пак ќе кажам, колку и да се обидувам да објаснам дека ова е така или не е така, сум сигурна дека на некои луѓе што го мислат, што го имаат тој став за несаканите бременности, нема ништо да им значи ова што го зборувам. И така, значи, отидовме во болница, иако се слупавме во автобусот, некој приватен автобус беше, дали 35-ка, дали 19-ка, не се сеќавам. Отидовме во болница, не пречека докторот, кој што го фативме, замислете, со врски, бидејќи кај мене бременоста веќе мислам дека беше во вториот месец или така нешто, веќе ќе беше ризично да се направи таа интервенција и затоа ни требаше, ми се чини, човек кој што ќе не повлече, ќе не изврши целата таа процедура, таа работа. Се сретнавме со човекот, не пречека, не проследи таму каде што треба да не проследи, за жал, и нормално јас сум една од тие кои што, нели, се како една рецка во мнозинството, која што го направила тоа што го направила. За оние кои што не знаат, минатата година, некаде ноември-декември, прочитав статистика за тоа колку на дневно ниво или на годишно вкупно, меѓутоа само имаше некако бројчаник, значи на дневно ниво колку многу десетици, стотици абортуси се извршуваат во текот на еден ден. Значи минатата година, значи пак ќе кажам, тоа беше негде ноември-декември, до тој момент се извршиле 9 милиони абортуси годишно. Значи со тоа 9 милиони луѓе, членови кои што требале да се родат во овој свет, но не се родиле. И сега ќе дојдам до оној момент зошто јас мислам дека се случуваат вакви работи како што се случуваат во моментов, не само во моментов, нели, нонстоп, меѓутоа особено периодов како што забележуваме, нели? Многу од нештата кои што се случуваат може да се објаснат како последица на нашата бескрајна неодговорност, бескрајно своеволност и бескрајна безчувствителност.
бидејќи треба да ги имаш токму тие карактеристики за да се одлучиш да направиш нешто такво како што сум направила јас и како што прават всушност многу жени, нели, ширум светот, нормално и во Македонија. Она што ќе каже некој дека е причина за сето тоа, ќе рече дека е нормално. Парите, се нема пари, значи не можам да го хранам, како ќе го издржам или слично и така натака. Факт е дека за да се чува дете, да се има, значи детенце, наистина требаат многу пари. Тоа е голем трошок. Но мислам дека во нашава земја, па и секаде, треба да се води една пропаганда за тоа да можеме да ја спречиме бременоста да не настане. Значи, се што ќе правиме во тој контекст, да биде да се спречи бременоста да не настане. Затоа што веќе кога настанала, не можеме да бидеме, значи не смееме да се дозволиме да бираме тогаш што ќе правиме со бременоста. Постојат кондоми, постојат контрацептивни средства, односно пилули, и постои пред се и над се, значи немање односи, воздржување од односи. Значи, ако се исполнат тие три услови претходно, меѓу другото има и други, нели, начини, диафрагми, спирали и така натака. За жал, нели, го знам сето ова, меѓутоа сакам да кажам дека кога може на многу начини може да се спречи да се дојде до бременост, а веќе кога ќе се дојде до бременост, таа да се роди. Може би бев со конфузни изјави моментално, може би изнапфрлав све што знам, меѓутоа сакав така долго време планирам да го снимам видеото и секогаш си викам темата не е убава, не се тоа некои може би добри вибрации кои што ја си ги пратам некому, па кој ли сака да слуша за такво нешто непријатно и слично. Меѓутоа за жал тоа е дел од мене како личност, би сакала, значи, да успеам да потикнам други личности, други жени кои што можеби ќе се двоумат или можеби некогаш ќе дојдат во моментот кога ќе сакаат да направат избор помеѓу тоа дали да родат или не. Би сакала да бидам инспирација за тие жени да не го прават тоа, да го родат тоа детенце, затоа што јас лично, например, живеам со тој податок, со тој факт, со таа болка 24 години. Нели се вика дека времето лечи се, значи ќе ти помине, тоа е, нели, будалаштина, како мислам сега, треба да се живее понатаму, газиш, ова, она, нели, тоа се. Меѓутоа, кај мене не беше така. Значи, 1998, денеска е 2022 година, па вие пресметете колку се тоа години, дали времето на вистина лечи се. Може би времето лечи се за други работи. Меѓутоа, кога на една жена ќе го одземете незиното дете, или кој ќе го изгуби, значи има нели побачај, нели, она која ќе побациш фактички. Дали било каков начин, кој ќе се случи да една мајка изгуби дете, тогаш не постои ништо на светот и не постои време на светот кој што ќе помогне мајката да го заборави тоа што го имала во тој момент, а тоа е незиното бебенце. За жал, јас моето бебенце никогаш не го фатив во раце, никогаш не го погалив. Тоа е таму на небото, заедно со Господ. За среќа дојдов до литература каде што пишува колку е возможно, значи да се молиш за тоа детенце, за неговата душа Бог да ја прифати, да ја прими во тие негови, не знам, сфери, димензии. Тоа веќе не сакам да навлегувам таму, зашто не сум толку стручна. Меѓутоа, едно од нештата што ги прочита во таа литература беше и тоа. Сите оние мајки кои што за жал го направиле тој избор, би било добро како една своја мисија да си најдат да кажуваат на други жени кои што би биле во истата ситуација и би сакале да одлучат да не го направат тоа. Значи, на некој начин да спасиш некои други жени кои што можеби ќе паднат во таа замка, да не го направат тоа. Верувајте,
вие нема да бидете исти после тоа. Значи, вашата душа ќе биде само еден мрак, од кој што ќе ви треба премногу енергија, стварно огромна енергија и Божја сила, виша сила, што би се рекла, да излезете од тој мрак. Значи, би сакала на вистина да допре ова што го зборувам и сум сигурна дека ќе допре. Да е здрав и жив YouTube, кој што на вистина ни дава можност, и тоа каква можност, да допреме до сите луѓе, да не го пишувам ова сама јас во дневник, да си водам блог како пред многу години, кога немало вакви технологии, туку на вистина она што го имам во мојата душа да го споделам и за сета среќа тоа да дојде до некои луѓе кои што се во период кога се мислат или кога можеби некогаш во иднина ќе им се случи несакана бременност или слично и така натака. Еве баш преска, бидејќи навистина сите како и сите, така и јас многу користам овакво, гледам на YouTube се и се што, имам еден The Dad Challenge podcast се вика каналот, каде што зборуваат мормони. Значи, каква им е културата, каква им е религијата на мормоните, нели, во Америка. Не сакам, значи, да ги наметнувам, сакам само да искоментирам како они размислуваат, нели? И вика дека душата на тоа бебенце, вика, значи, родителите што се на земјава се молат за таа душа да дојде со нив да живее, знаеш, преку зачнувањето, таа душа влегува во кај нив и така натаму, знаеш, многу романтично, мислам, за мене нереално, меѓутоа неважно, многу романтично и видиш, меѓу другото, колку луѓето всушност се мола да добијат дете, копнеа да добијат дете, и ден денес, значи, постојат луѓе кои што ќе преминат планини, реки, само да добијат дете, а ете, за жал, доаѓаме во ситуација кога се одлучуваш да речеш, чекај, јас детево не го сакам, ќе ми биде пречка во животот, ова, она. Толку имам да кажам. Се надевам дека видеово ќе си го најде својот пат, како и секој видео што е и секој канал на YouTube, нели? Дека си наоѓа свој пат, си ја наоѓа својата публика, што се вика, па така и ова видео. Ве поздравувам, ве сакам, ви посакувам се најдобро на сите кои што ќе го слушнете видеово до крај. Ви посакувам се најдобро на сите кои што се борите со било каква борба во животот, со било каква тешкотија, ве посакувам Бог да ви помогне. И така, ве бакнувам и се гледаме во следно видео наскоро.